Почитувани, ставот на Филипче дека никогаш нема да се откаже од Заев покажува дека тој е само негов потрчко на чело на СДС. Филипче, со поддршката и лојалноста кон Заев, покажува дека не се откажува од предавствата, аферите и криминалот. Филипче, со неоткажувањето од Заев, не се откажа од предавствата кои тој ги направи со Бугарија, ниту од неговите ставови за Делчев и Линденското востание и Македонија. Со неоткажувањето од Заев, Филипче не се откажа и од криминалите кои тој ги правил од тендерите во Рек Битола, СМ. Филипче не се откажа од издавањето на над 200 пасоши на белосветски криминалци. Филипче не се откажува од Заев, а со тоа не се откажува и од рекетот и криминалот врз фирмите кои ги избира и кои се негово секојдневие. Филипче не се откажува од Заев затоа што и тој сака да биде како Заев. Со Филипче нема ништо ново во СДС. Повторно, Заев е главен. Господине Левков, за председателот на ВМРО ДПМН спасено прашање. Дали ВМРО ДПМН ќе поддржи идејата на СДС за лидерска средба? Видете, нема никаква причина за лидерска, за проблеми кои СДС и ДУИ си ги произведуваат сами. По тој принцип СДС секој втор ден ќе бара лидерски. Ако СДС мисли дека лидерска средба ќе го направи Филипче лидер и нив ќе ги факторизира, се лаже. Нека си најдат некој друг начин да му билдаат легитимитет на Филипче. Народот неодамна им кажа што мисли за нив и нивните политики и грабежот што го направија и уништувањето на институциите, банкротирањето на државата. Еве, ако сакаат од Филипче да направат лидер, да им предложиме за почеток, нека се дргнат од джепот и прегратките на Заев. Наместо секој втор ден онака најниско, најнедостоинствено да му изразува лојалност. ВМРО ДПМН има работа и проекти и вложува напори колку може да ги надмине проблемите наталожени од луѓето во и околу раководството на СДС. А СДС својата криза на лидерство нека си ја решаваат сами како сакаат. Сами си го одбраа, сами нека си го нишкаат, така кажано. Лидерската средба не создава лидери. Ако имаат било каква тема за дискусија, ете им го парламентот каде можат да дискутираат колку сакаат. Ако кажат нешто суштинско и паметно, се разбира, ние ќе прифатиме. Но лидерска средба, затоа што едно утро им текнало дека им треба начин да се факторизираат заради провокации кои или тие, или нивните ментори од ДУИ ќе ги направат во државата, тоа не им го прифаќаме. Нема ни логика, не е ниту продуктивно за државата. И второ, лидерска средба не се договара преку медиуми. Тие ако вистински сакаат, го знаат начинот.